Поздрав, драги мои, добро дојдовте во After Vlogmas ден 6. Прво да ви се извинам за видеото од вчера, што не се постираше. YouTube не ми дозволи да се постирам и го стави во заклучени видеа, не можев да го објавам, нема време за да снимам нешто друго, поради тоа што цел ден веќе беше помината, видеото стварно беше многу интересно. И да ви се извинам за втора работа, тоа е што не го почнав видеово уште рано од сабале, кога дојдоа коледарчињата, кога пееа, им дадов од спремените работи што ги имав за нив, но затоа продолжуваме. Сега во моментов ја чекам мама, еве го Давуд. Давуд е болен, не е добар, ми помага малку од малку во снимањата, но не му замеруваме, нели, сепак зашто е болен. Ја чекам мама да дојде, да направиме сарми, јас веќе гравот ставив да се прави, компери ставив да се прават за салата, лепче со париче изделник ќе ми пристигнат попосле некај некои 15:30 часот. Имам многу работа денеска, Давид ќе снима, јас ќе спремам и нека е честит бадник на сите за многогодини празник од христијани. Бидете живи и здрави, срекни и исполнети и Господ нека ве чува сите. Специјално Pretty Moments е збогатен и со свекички. Овие свекички ги правев вчера. Ова ми е фаворит. Ова ми е фаворит. Pretty Moments долна црта 14. Нарачајте се и уживајте. Кавчето ми е ставено да се вари. Имам компери кои ќе ми послужат за салатата. Мама стасува за неполна минута. Ќе почнеме со правење на сармата. Уживајте во денов денеска, луѓе. Бабникот е еден од моите најомилени денови и на здравје нека ви е на сите. Вика, мајка кога те гледаше ми вика како заистина имаше сега, вика се омажи како заистина користиш. Сиромашија. Прв пат гледам, вика вако. Како? Не знам како се најефтино да го замислиш. Не знам за вас, ама јас морав да уклучам камера и да го споделам ова чувство со вас. Не знам дали и вас ви се пробудува она чувство на мир и топлина и се кажувате сами на себе како не постои Господ, кога јас се чувствувам волку убаво на ден кога го прославуваме Него. Оној мирис што сум го чувствувала во куќата на мајка ми кога секоја година спремала бадник и годинава, исто за мене е искрено на некој начин и посебно заради тоа што ова година не славам бадник како секоја останата. Сега ова година сум мажена жена, имам сопруг, имам две деца, значи да не се смееме и да не се разбереме погрешно, моите две деца се Арта и Бела. Подготовките на храната се во тек, ја чекам мама да се врати, отиде да го земе лепчето и зелникот
Ја чекам мама да дојде, да ми биде готова сармата, ќе ја послужам, ќе ја средам маштата, ќе ја го снимам кршењето, заради тоа што така едноставно сакам да ми остане и спомен мене, како еден нов почеток за мене во животот, нов почеток заедно со Давуд. Давуд е болен, ама полека попушта. Давуд, како се чувствуваш? Подобро, малце. Како ти е денеска вака по повод бадник? Супер. Убаво ти, ќе јадеме многу. Кај ми се дека се падне паричето? Јарата. И јас мислам, не знам луѓе зашто така, дека ќе се падне паричето кај арта и затоа после сакам да си го снимам кршењето на лепчето, ќе го снимам. Ќе вечерам и после вечерата, од кога ќе седнам да си го испијам виното на рад, ќе го едитирам видео и ќе ви го ставам. Уживајте во денот и повторам, нека е честит бадник на сите христијани, на сите македонци, на сите луѓе кои го слават. Бидете со мир и спокој во душата, Бог е со нас, не сака, не гледа. Нас ни останува да му ја возвраќаме љубовта, да се молиме и да бидеме среќни заради тоа. Полека. За кој за кој? За мене, за тебе, за тебе, за Господ, за Арда, за Бела и за куќето. Требам пауза. Еве. Ајде да се ми жива и здрава срце, мој браво. Винце да сте. Виното ли на снимањето? Ей, киди! Ау! Здрава! И за денес толку, сега ќе ви направам една одјава, да го спремам видеото и да го пуштам и годинава паричето кај мене, нека сум жива и здрава, бидете живи и здрави, вие среќни, весели, берикетни и се гледаме утре со ново видео.